Течат последните денови од учебната 2020-2021 година, која почна месец дена подоцна и беше полна со предизвици кои ги наметна пандемијата. Најголемиот дел од децата следеа онлайн настава, а училиштата работеа под посебни протоколи само со најмалите ученици, од прво до трето оделение, за кои имаше часови со физичко присуство. Надлежните во Гостивар сметаат дека повеќето од проблемите со наставата на далечина, чекор по чекор, се совладувале, но за децата е најдобро да се вратат во училишните клупи, како за нивна социјализација, така и за знаењето и училишниот успех. Поголем дел од децата учат онлайн, малку тешко нормално. Прво што е и најбитно, социјализацијата им недостасува на ученициве. Другото и нормално, кога имаме физички контакт, е многу полесно отколку со онлайн. Гледам по полека, кога иде и крајето, малку потешко и се за вклучување на учениците, и за професорите е тешко, па и за децава. Сега како за целиот свет, така и кај нас, дај Боже во 1 септември да се враќаме во училишните клупи и да ни биде полесно на сите. Предизвик беше апсолутно за сите, вклучувајќи го раководството на училиштето, вклучувајќи ја стручната служба, наставниците, посебно би се осврнал на обврските кои што ги имаат класните раководители. Тука сигурно не сме да се изостават и учениците кои што се директни учесници во оваквиот начин на реализација на наставата, па дури можам да кажам дека и родителите. Предизвик за сите, со тоа што максимално се придржуваме кон сите препораки за да може нормално да се одвива наставата. Меѓутоа искрено се надеваме дека целата оваа ситуација ќе се стабилизира, за да можеме повторно да ги видиме учениците во училишните клупи. Значи физичкото присуство апсолутно не може да го замени ниту еден друг тип на настава. Така да се надеваме дека од наредна учебна година ќе дојдеме да се нормализираме, да си започне наставата како што треба. Анализата која ја спроведува Министерството за образование и УНИЦЕФ покажала дека онлайн наставата годинава била на позадоволително ниво од лани. 55% од анкетираните родители на деца кои посетувале онлайн настава ја оцениле со 5 или одлично, а 25% дале оценка 4 или многу добро. 1% од анкетираните родители ја оцениле наставата на далечина со 1. Пред учениците периодов се нови предизвици. Матурантите ги полагаат испитите од државната матура, додека 9 оделенците ги очекува уписот во средно, кој ќе се спроведе наредната недела.